Pjavaš goli i bosi, volšebni palati ima, se kade zgrada do zgrada, a se bagmo mnogu zemlji, nekoj za dom to postrada. Čudesni jadenja ima, jadenja da ti sajde, a se bagmo mnogu zemlji, nekoj ni lep neke najde. Što si stanal ti jače toliko rano? A? Treba da spiješ повеќе, за да порасеш голем. Значи вие дедовците затоа се смалувате, затоа што не спиете. Не затоа. Ние се смалуваме затоа што веќе коските не држат. Кавков, кашлай, старо аро. Уше не се разденило, а ти цигарчето в уста. Ами ти од кои убавини кашлаш, бе? А? Не се кашла од убавини, старо. Од смрдеава градска кашла. Од бензиништево. Од пражините. Да можат и кревет би си ги пикнале колите. Модернизација, Коле, модернизација. Се плукнам. Како воздух имаш овде, кога ни беа бавчите, зеленило, светска убавина. А тебе мало, кој те седен на душа толку рано, бре? Татко ми, имено си кај него на работа. Майка ми е предпладне, а градинката денес не работи. Како не работи, бре? Ами ние овде за џабе ли чекаме? За градинката зборуваме, глувтерке! Така де, така, слушнав, не сум глува. Убаво беше кога место зградиштава овде имаше бавчи, барем за јадење се си имавме. И што е најважно, бавчите ни беа во секое време отворени, а не како самопослугава денес со 300 катанци. Ами не гледаш како оната уште не отворила. Ќе чекаме да се изнаспие, господјат. Ќе се изначекате. Па нели денес не работиш? Како не работи? Што чекате тогаш вие? Па тебе те чекавме да си направиме сладок муабет. Бре, луѓе, ви се чудам на умот. Ние со Колета само така си застанаме. Тух, срам да вие. Вампиришта стари. Како не ви е срам? Човек не може да застане ни на цигара да запали. Туку веднаш ќе се наредат зад него. Па не ви доликува на годините. Па детето си го остави в дома за да чекам овде ред. Стари невесто, па не гледаш, умот им го испиле чавките што со дете се уидисале. Па будала ја што застанав на ред. А ти што мислеше? Дека рано наутро ќе се дели личотија, белило, црвило. Не бегај! Ќе дојде до телевизија да те снима. Ај, мајката. Кога разбра за мешаницава, кога дојдоа? Добро утро, јунаци. Добро утро. Ова ли е Кула 11? Або вие со телевизија. Не знаеме, ние не сме од ова мало. Од Чутор изари сме. Ама ми рекоа дека е тука некаде Кула. Може. Може и тука да е. Може. Све може. Може. Тетке, се извинувам.
Стизи. Си сгрешил, бе, чедо, си сгрешил. Овде се, убаво си живееме. Нема проблем, нема. Ама не сум дојден јас по никаков проблем, тетко. Туку сакам да знам каде е кула 11. Ама не знам, бе, чедо, не знам. Еве, прашај го председателот. Прашај го. Повелете. Се извинувам, ние сме од телевизијата, јас сум продуцент. И ни треба да мала информација. Да, бака значи. Ова е сложена стамбена заедница. Но благодарение на огромните напори на куќниот совет и мене како председател, мислам, ние така си имаме организирано. Слушајте вака се. Репортажната кола, камиончето, донесете ги овде. Подготвени сте? Подготвени. Добро. Овие дошле кај деца на Томското засолниште, во клубот долу. Уште тоа ни требаше. Од сега натаму то мислеве, тури крвче на спиењето. Ајде, Магла, бегај. Бегај. Што се не ќе им текне на децата? Изгледа дека ќе направиме добра емисија. Јас ги имам гледано еднаш. Има добри песни и солидна сценска изведба. А сега... Добро да е добро. Ќе им помогнеме колку што можеме. Добро, така и треба. Светло! Да. Овде сакам доволно рефлектори. Добро. Ова треба да блешти. Добро, што е со децата? Ги... Викнате ли? Се е договорено. Сега ќе ги најдем главните. Тие тука живеат во зградава. Добро, зар не можевте да ги викнете во студио? Ќе се изгубеше автентичноста, колешке. Да. Овде има и други пораки, има метафори. Ќе подпишете ли ме, молам? Еве. Па овде било супер! Па нели ви реков? Добро, овде ветува. Вака, камерите поставете ги, почнуваме за 2 часа. Еве ги главните. Ајде. Тие се главните, а? Простете, ние малку доснеме. Добро, затоа ние дојдовме малку порано да се подготвиме за снимање. Нема проблем, се ќе се реди. Јас сум Мариче. Ако ви требам за нешто, тука сум. Јас сум Воки, во клубов сум нешто како режисер. Главен? Да. Не си веќе главен, сега си мој асистент. Добро, да не губиме време, да видиме што техника имате. За техниката е одговорен Фриц. Фриц, ком хие. Што е, не знае македонски? Знае, само се прави англичанец. Дојден од Германија. Јас сум Мими и во нашиот клуб ја водам програмата. Епа, Мими, дојди вам. Јас сум Мими сценарист. А и јас и ти ќе мора малку повеќе да поработиме околу најавите и околу тоа како се треба да изгледа на сцена, јасно? Нема проблем. Има проблем. Има проблем. Мора да има. Така? Добро, тогаш ајде да чуеме во што е проблемот. Вие, браќа Далтони, мора секогаш да расипете. Кој расипува? Ние или тие? Да, ние или тие? Тие. Јас мислам дека тие дојдаа само да ја сликаат нашата представа, а не и да ја прават. Чекајте. Добро, вие сте во право, јас се согласувам со вас. Но ние од телевизијата мораме да знаеме што ќе снимаме. И мораме да сме сигурни во тоа дали е се добро организирано за да не губиме време, оти телевизијата е скапа играчка. Кој сте ви? Симе. Диме. Климе. Така. Добро. Зошто сте задолжени? Ние сме задолжени за сцена. И разни сценски. Дефекти. Мислам, ефекти. Добро, тогаш ајде, одиме на работа. Видете колку интересни маскоти има Малиев. Да ги сликам. Па добро, не сме дошли овде циркус да сликаме. Но тие се дел од нашата програма, секогаш имаат интересна точка. Да. Ептен се изчашени. Да, гледам дека се исчашени. И кажи ми, како тоа
овие здрвени чуда имаат точка? Едноставно. Јас ги оживувам, а тие понатаму си ја знаат работата. Ти ги оживуваш, а? Добро, ние во телевизијата навистина правиме чуда. Еве, например, од цртеж цртан филм. Од кукли анимиран филм, но тоа е телевизија, тука има трикчиња. Знам, тоа е лажно оживување. Моите кукли оживуваат вистински. Вистински, а? Нема механизам. Не, онака разгледувам само. И што велиш? Оживуваат, а? Пуштете една камера, па ќе видите. Добро, ајде да видиме. Па добро, кај се пејачите? Пејачите, ајде! Ти подготвен си? Подготвен. Добро, камера, тон, може? Може. Ајде. Реквизита надвор од стена. А сега, почитувана публико, најголемата магија на светот. Оживување на кукли. Александар Абракадабра. Васе. Смислете нешто да ја почешаа малку телевизијата. Важи? Ајде, не бери, ајде, не. Абракадабра, окус, покус. Ова не е можно. Ова е чудо. Здраво, Васе! Што се тресеш како прачка? Да не виде црна мачка, а? Каква прачка, каква мачка? В раце држам златна значка. Ми ја шитна вчера Тони. За компјутер и за пони. Сега добив златна треска некој крадец. Тебе се плеска. Може малку да ја видам? Ама вече должник ќе ти бидам. Па добро, види ја. Леле. Мамо. Што то? Леле, тато. Леле, бат. Како ти е ова злато? Ти имаш мозок како зрно. Зарем не си чул за злато црно, а? И јас купив куче расно. Лаетивко, каса гласно. Вакво куче нема градов. Во замена крава дадов. Таце, ти си удав за двајца. Твојото бурго носи јајца. Да сме живи, да сме здрави, си имаме бистри глави. Со трговци имака немаш, де се даваш, едно земаш. Даваш пони, земаш значка. Даваш крава, земаш квачка. Че не стигне светска слава, земаш капа, даваш глава. Еден спрема 10 крои, 10 утри, едно брои. Магнетоскоп, кој ви рече да го стопирате кадарот? Ние не го стопираме, тие сами се почанија. Да ги имам јас овие реквизитчиња. Каде е сценаристот? Овде сум. Слушај, сценарист. Со тебе сум доживеал многу глупости, ама овие глупости требаше да ги најавиш. Добро. Што е добро? За тоа не е место да говориме овде. Каде ќе говориме? Во редакција и тоа утре. Требаше си останам асистент на Копова. Сега да ве запознам со пејачите. Тоа се големи пејачки имиња од нашата естрада. Повелете, влезете. Еве ги. Ајде, дечиња, влезете. Браво, еве ги идните звезди. Кажете ми сега, ја знае ли секој својата песна? Да. Добро, одлично. Па нели ќе оди на плейбек? Добро, ќе оди на плейбек, меѓутоа мора да се знае песната заради синхронизација. Ајде, седнете сега. Ајде, поверете се, седнете. Ој, Маријана е тука. Па што ви е тука? Па јас живеам тука, па децата ме замолија да им отпеам една песна. Одлично. И композиторот е тука со малото композиторче. Нормално вие живеете овде, а? Нормално. Тајте, децата ме замолија да им компонирам песнички. Така. И дојдов да видам како сето тоа ќе изгледа на телевизија. Па добро, како може тоа да изгледа на телевизија? Има да изгледа само супер. Супер. Ајде, почнуваме.
Организација, пуштајте публика. Еве публиката. Ајде, влезете. Ајде, може некој овде. Полека, тишина ве молам. Почнеме. Ајде, сместете се, тишина. Вака, реков тишина! Тишина! Вака, вашиот клуб толку многу се прослави со своите успешни представи, што еве и ние од телевизијата дојдовме да ве снимиме. Деца таму, немојте со камерата, не е за играње. На место, оставете го човекот да работи. Значи, еве и ние од телевизијата дојдовме да го снимиме вашиот клуб. Можеме да почнеме. Одиме. Драги гости, почитувани гледачи, нашиот музички клуб... Чекај. Полека. Ќе гледаш во камерата што свети. Јасно? Светло? Камера спремни? Одиме. Драги гости, почитувани гледачи, нашиот музички клуб до Реми толку многу се прослави, што ете денешната програма ќе биде снимена од екипа на телевизија Скопје. А ние почнуваме тивкичко. Нам и на нивното синче, нежна заспивалка ќе ни испеат Маријана и Тоде. Како здивна топло ветре, со ночарен вестиглед, на Тоде, кажи ми сега која песна е наред? Не знам, редоследот го знае водителката. Да, Мими. Мими? Ајде, одиме втора најава. Во оваа скривница, во овој наш подземен клуб, за да видите Божилак, ќе ви треба многу фантазија. Сепак тој разнобоен мост меѓу планини најубаво ќе го видите низ песна. А ќе го наслика Тоде. Ветерче в гранки пеше над вирчина води, сонцето си се смеше и Божилак се роди. Ветерче в гранки пеше над вирчина води, сонцето си се смеше и Божилак се роди. Која птица долета, на Божилак слета, слета
гора, те долу, те горе. Божилакот бавно тонеше в зеленото море. Која птица долета на Божилак света, света и небескана, без кога да гледа. Која птица долета на Божилак света, света и небескана, без кога да гледа. Ај, мајката, изгледа некој жабче ми се пикнало в ногавици. Ја, А тебе, дедо Коле, да не ти се пикнало в стомак некое жабче? Не, какво жабче, бре? Во стомакот джез ми свири, уште жабче ми е кусо. Ајде, бре. Абе, остаревте и умот не ви дојде. На старост, што ќе ни ум, важно е вие, младите да сте неумни. Абе, за умни се, аха. 300 улави не им се рамни. Ајде. Да ве чуят децата, има што да научат од вас. Тикви се расол, ќе чуят. Се спикале долу со они од телевизијата и си играат играчки. Да, и тие од телевизијата, мислев, сериозни луѓе. Доаѓаат да снимаат, а никого не прашуваат. А кого требаше да праша? Тебе? Мене. Не. Драги гости, драги гледачи, што се случува во една бара, ќе чуеме од песната Петте жабчиња. Телевизија. Ајде, па и ти види на работа. Па на светот има толку многу телевизии, што мора нешто да се повтори. Така, истиот штос го имам видено и во Дојчланд. Исто вака се даве во глупости. Ајде па ти мочи, баш е добро. Покрај Петте жабчиња, братче, во барата се најде едно шатче. Дождот врне кап, 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 шатче шлапа, шлап, шлап, шлап.
Пријдобица на бал, нови чизмички од кал. Шлапа, ступа, се до мрак, се до дома, трак, трак, трак. Шлапа, ступа, се до мрак, се до дома, трак. Шлапа, ступа, се до мрак. Ове што со дождот не ни е јасно. Па да, врне само кај публиката, а не и нас. Телевизиски штос? Тој е без друго за да изгледа поубедливо. Како поубедливо кога не врне? Ај па и ти што се разбираш во уметност. Кога ќе гледаат децата на телевизија, ќе мислат дека на секаде врнело. Ќе имаат трикови. Да, врнело од таванот на скривницата. По пролетниот дожд, секогаш доаѓа пролетното сонце. Сонцето на тапан тупа. Ветрот песнав кавал бара. Реката е сина труба, патот жица од гитара. Пролета на тапан тупа, ветрот песнав кавал бара. Реката е сина труба, патот жица од гитара. Дрвјата во хор се смејат, се во еден звук се влеват, патени во оропеат, свет со пласитен со трева. Дрвјата во хор се смејат, се во еден звук се влеват, патени во оропеат, свет со пласитен со трева. Сонцето во тапан тупа, а во тапанот е трале од боковија. Кога трале ќе сама в небо тапанот, како помеот да ти удира. Панталоните ти играат вака тап. Ами она, ветро ти пеал песна в кава. Трапај си меот. Ко ветро да е овчар. Ако е ветрот овчар, се знае кој волк мрз. Тишина се снима. Па плебеке, што туку мафташ и ти. Нема спаса. Дрвјата во хор се смејат, се во еден звук се влеват, патени во оропеат, свет со гласитен со трева. Дрвјата во хор се смејат, се во еден звук се влеват, патени во оропеат, свет со гласитен со трева. Дрвјата во хор се смејат, се во еден звук. А сега, драги гости, драги гледачи, својот ред го дочека и последната песна. Песната Глуварче. Стоп! Па добро, што е ова, другари? Така ни е наредено. Што ви е наредено? За друго снимање. Па добро, каква е ова глупост на сред снимање? Не, ова не е нормално. Ова е Нормално. Што е нормално? Ова е лудост. Па тога значи дека се е во ред. Како? Па така, колега, за уметности треба малку вдахновено лудило. Следете се, колега, следете се. Ставете го него место клупа. Тој како сценарист може да биде осамена клупа. И осамено глуварче. Организација, што е ова? Извинете се. Што извинете? Па што можам? Со нив нема разбирање. Музика!
Драги гости, драги гледачи, тоа беше се за денес. За денес толку беше успешно. Екипа, благодарам на сите. Гене, пуштај шпица и чекај ми, доаѓам да провериме. Македонска радио телевизија